каква и да е позицијата, односно пакетот или документот што ќе го испреговара мнозинството, односно власта, бидејќи министерот за надворешни владата имаат услови и механизми за преговарање. Ние како пратеници немаме. Но неизе, каков и да е предлогот, за кој тие ќе речат ова е најдоброто и ги коригиравме штетите што СДСМ ги направи со бугарскиот предлог и така натаму во нивното 7-годишно владење, ја имаат поддршката од нас, верувајте. И ова не е само мој став, ова е став на моите колеги од СДСМ. Да, но истовремено велите дека францускиот предлог е добар и треба да се спроведе. Ние велиме вака, дека за некои работи, дали јас сум имала забелешки, сум имала. Но ако ги земеме сите околности во тој период, ние велиме дека сме успеале да обезбедиме предлог кој ги гарантира македонскиот идентитет и кој нема да наштети на македонската нација и на македонската држава. Но прашањето е дали гарантира дека ќе има проблеми. Тоа го велиме ние. ВМРО ДПМН за тој предлог вели дека не чини. И ние делиме во ред. Еве да не губиме време, зборам, меѓу нас со ВМРО ДПМН, да сега се објаснуваме повторно. Вие сте власт 2 години. Дајте го подобриот предлог. Обезбедете го во рамки на преговорите во Европската унија со вашите сестрински партии, со силната политика, нели ви текнува влезени во периметар и така натаму. Што ќе прават, нека прават, навистина. Добро, не сметате дека требаше да ги консултирате и да обезбедите консензус пред да го прифатите? Беа повикувани, сега да не се навраќаме на тоа, меѓутоа, знаете како во историјата, ако ја видиме на назад, ВМРО ДПМН секогаш бега од решавање на историски прашања.